Почитувани, денес пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поднесе предлог на закон за дополнување на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта по скратена постапка. Се работи за идентичен закон со законот што го имаат поднесено од СДСМ, кој го користат за манипулација на јавноста дека ВМРО-ДПМН било против зголемување на платите на наставниците и подобрување на воспитно-образовниот процес. Значи, се работи за ист закон, но единствената разлика е тоа што во овој предлог закон го нема делот со кој СДСМ сака да си ги згрижи своите партиски војници во образованието и наместо квалитет во наставниот кадар сакаат да извршат груба партизација што ќе биде на штета и на образовниот процес и на штета на нашите деца. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН сака и секогаш се стреми кон повисоки плати за наставниот кадар и токму затоа го поднесуваме овој закон. За да се обезбеди квалитетен образовен процес преку професионалниот и кариерниот развој на наставниците и стручните соработници, потребно е да се зголеми нивната мотивација. Со зголемување на нивната мотивација ќе се подигне квалитетот на воспитно-образовниот процес во Македонија. За таа цел потребна е економска сигурност на наставниците и стручните соработници и вреднување на нивниот труд кој се постигнува со пораст на платите. Токму заради елиминирање на досегашната нееднаквост во однос на исплатата на платите во Републиката, со законот ќе се создаде правна сигурност со која платите во образованието ќе се усогласат по колективниот договор со минималната плата на национално ниво. Исто така, со овој предлог закон ќе се тргне маската на СДСМ и парламентарното мнозинство за наводната грижа за зголемување на платите на наставниот кадар и ќе се види дека нив единствено ги интересира партизација на основните и средните училишта со несоодветен кадар. Доколку парламентарното мнозинство навистина сака зголемување на платите во образованието, ќе го поддржи овој закон и уште на наредната седница ќе покаже дека се бори за зголемување на платите, а не партизација и штетни одлуки во овој сектор кој го доведува образовниот процес на дното. Ви благодарам.